Политичката битка околу техничката влада влегува во нова фаза. Опозицијата обвинува за еднострани потези и најавува предвремени избори, додека владата возвраќа дека станува збор за механизам кој ја одиграл својата улога и повеќе нема причина да обстојува по 2028 година. Лидерот на СДСМ Венко Филипче тврди дека власта е подготвена без согласност од опозицијата да ја укине техничката влада. Според него таквиот пристап покажува отсуство на политички диалог и игнорирање на аргументите на другата страна. Филипче смета дека одлуката за укинување мора да се носи со консензус и по проценка дали општеството е доволно зрело за таков чекор. Ако таа влада била донесена со консензус, зошто сега оваа тендер коалиција сака да ја укине без консензус? Па уште кажуваат, еве сега ќе има, ама следниот изборен циклус нема да има. Кога ние имаме аргументи, тоа треба да се одлучи врз основа на проценката на сите политички фактори со консензус дали општеството е зрело да се укине техничката влада. Лесно е со 2/3 да правиш што сакаш. Прашањето дали си политички коректен, дали имаш слух. Филипче оди чекор понатаму и прогнозира дека кризата што според него ја создава актуелната власт ќе доведе до предвремени избори, додавајќи дека владата нема капацитет да ја менаџира состојбата и дека до 2028 година нема да може да издржи. Од владата поинаков одговор, премиерот Христијан Мицкоски оценува дека опозицијата погрешно го толкува предлогот и потенцира дека техничка влада ќе има и на следните парламентарни избори, но дека по 2028 година таа станува непотребна. Посочи дека предвреме избори од денешна гледна точка нема да има. Ние рековме на следните парламентарни избори да има техничка влада, бидејќи тие така сакаат. Но после следните, тие што ќе бидат не знам кога, значи после овие што ќе бидат редовни во 2028 година, да нема. Затоа што нема логика повеќе да имаме техничка влада, тој механизам и тој инструмент беше во други времења. Помина посебно сега откако Советот на Европа јасно кажа дека се укинува и постмониторингот за Македонија. Тоа е јасна порака дека имаме владење на правото, дека имаме демократија, дека како влада имаме капацитет да спроведеме фер избори без разлика дали се локални или парламентарни или председателски. Мицкоски аргументира дека техничката влада била воведена во други политички околности и дека денес државата има институционален и демократски капацитет самостојно да спроведува фер избори. Како потврда го посочи укинувањето на постмониторингот од Советот на Европа, што според него е јасен сигнал за владење на правото и стабилност на институциите.